Udri, krajno udri, na kraj da izlazime. Tamo ťa najdeme, Kruša Šerbetlija. Pod Krušata sedet, momče i devojče. I se obkladvet, koji ťa se nažnijet. Momče to nažnalo 202 snopa. Devojka ta nažnala 303 snopje. Česta je приликата спомените да ја одржуваат традицијата на македонската живеачка. Елица Стојанова Мојсовска со задоволство се присетува на песните кои своевремено се пееле низ широките полиме од Малесискиот крај. Уште повеќе, каде и да е, делот, собствените спомени ќе ги носи во ковчегот, односно во најверниот следбеник низ животните патишта, во кој задолжително ќе биде здиплена старата народна носија. Облекувајќи ја во традиционалната одежда својата внука Марија, на баба Елица воопшто не беше тешко да импровизира дел од времето на здравата живеачка во Малесискиот крај. Таа 40 години од собствениот живот го поминала во родниот крај, во Присовјани, од каде се чини дека ја собрала сета мудрост и вештина за обстој, кои како навика се отсликувале од деценија во деценија, од генерација на генерација. Баба Елица денес живее во Охрид или далеко од работовиште, всушност како и другите жители на Присовјани, кои по место на живење човек би можел да ги собира од глобусот на земјината топка. Всушност, тоа е судбината на Присовјани, никако да дигнат раце од заменувањето, ама и од бесконечното враќање, кое кога тогаш ќе ги подсети на годините на нивното формирање во личност и барем еднаш во годината ќе посакаат да се најдат пред олтарот на храмот во кој што се крстени. Поучени од чумата на пустошот на македонското село и од примерите дека во едно село ќе се сретнете или ќе сретнете човек само ако си го повезете со вас од градот, одлучивме да го посетиме Присовјани на денот кој е својствен за селото, на денот од Свети Атанасије, кој најчесто знае да ги исполни домовите и храмовите са гости, своји чеда кои одлучиле да му се помолат на светецот за здравје и да му се заблагодарат за улогата на ангел чувар на нивните животи. На 15 мај во насока на Присовјани профункционира автобуските линии од Охрид и Струга, но за жал со повратен билет. Уште полошо, акција само за тој ден. Зарем мораше и Присовјани да ја доживее судбината на околните села, Локов, Ržanovac, Бажди, да одиме доследно. Селото Присовјани е едно од 6 села во Малесиската област, кое се забележува како населба на поминување на патот према Зважди и Ржаново. Неколку објекти покрај асфалната лента кои го носат вкусот на новоградба и камбинаријата која се забележува на хоризонтот во далечина, оставаа само впечаток кој ќе ве потсети дека поминувате низ населено место. И оште ако ја имате предвид реалноста дека низ селата каде сте се упатиле ќе ве следат викенд населби без стара архитектура, без жители, без кучиња, Присовјани ќе го оставите како предмет на размисла за други времена. Меѓутоа не било така. Ако се упатите према сред селото Присовјанско, ќе ве изненади гледката према старите куќи во добар дел задржани на собствените темели, кои го нудат сиот архитектонски раскош за кој знаат само профинети мајстори и градители. Тие знаеле да го профинат влезот во куќата, пријадот према одајата, да изградат широки чардаци најчесто преку 2 или 3 страни на објектот, просторно да ги усогласат споредните објекти со потребите, да оформат патен пријод во дворот, ама и да водат сметка за убавината на градбата, каде уште на прв поглед се забележува профинетост, особено кај објектите кои се во близина на селската чешма или насред селото.
Присовјанските куќи се градени од материјал кој му е близок на поднебјето, со камен, плитар и дрво. Традиционално покривот бил од слама, кој наведувал на потреба за обнова на секоја трета година. Заскитаните по белосветските патишта размислувале за подолго отсуство од ровниот крај, која како товар се наметнува заштитата на домот. Пред покривањето со плех наместо со слама се чинело дека идеално решение за продолжување на векот на објектот, со што на вистина се успеало да ги одржат на собствените темели. Дали всушност заштитата на покривите од домовите присовјански се причина што денес гледаме профилети изданија постари од 1 век? Ако своевремено селото Збажди представувало районски административен и културен центар на Малесискиот крај и при тоа присовјанските ученици добивале писменост во Збажданската гимназија, во 70-тите години од минатиот век збажданските ученици на писменост доаѓале во Присовјани. Тоа значи дека културниот пустош за Малесија последен се всадил во Присовјани, или Присовјани изрази најголем отпор против пустошот на македонското село, особено во споредба со населбите во обкружување во Малесија. Свежите гробишта во кругот на црквата Свети Никола исто така зборуваат за до неодамнешен активен живот на селаните, каде повеќе од тоа се чувствува уште и желба за одржување на погребните споменици. Поинаку кажано, присовјанци покажуваат талент и трудолюбивост за одржување на традиционален однос према собствените корени, особено низ трудот за заштита на село, што е белег на нивниот идентитет. Ние сме убедени дека тоа го прават од носталгични поводи за собственото, особено ако се има предвид фактот дека најголем број присовјанци живеат во туѓина. Со таков случај на посматрање, дозволете да позборуваме за постанокот на селото. Селото Присовјани се граничи со Црвена вода од источната страна, на југ со Мислодежда и на селбите од периферијата од Струшкото поле, на запад со имотот на Глобочица во клисурата на Црн Дрим и на север со атарот на селото Збажди. Синород Присовјански го делат местностите Распеќе, Гола краста, Фурка, Рамен камен, Голема река, Голини кошари, Самарница, Шумје, Горни ливади и Рамна ливада. Мала и голема Метовица важат како некогашни стари населби, а посебно се издвојуваат ладните извори Гавранов камен и Кукуда. Во неговиот атар се споменува и некогашниот град со тврдина Градиште, како и некогашното село Поле, каде во последните години просторот бил користен како ораници. Топонимите Лозија, Урвиште, односно Слечиште, Присој, Попово гумно, Кутел, Гребен или Долна ограда зборуваат за бурна историја на самиот влез од Малесиската област, со оглед на фактот дека приодот од јужната страна од секогаш бил најпогоден. И токму тука во местноста Фурка до пред неколку години стоела предувачка табла дека е забранат вез за странци во Малесискиот крај. Денешните современици немаат објаснување и оправдување за низиното поставување, но земајќи ги предвид карактеристиките на посткомунистичкото општество во Македонија од тоа време, лесно е да се констатира дека забраната била од стратешки причини одбрамбени пред се, кога низ падините Малесиски живееле завиден број на крупен и ситен добиток, претежно овци кои служеле како воена резерва за тогашната ЈНА. Местово се викат Фурка. Стоеше таблата таа табла дури беше Сафараја. После тоа малку стоеше и после се тргна таа табла. Забрането за странци, не знам од кои причини беше. Не ми е познато, но веројатно заради стратешки некои
некои објекти за стратешки. Да речеме немат објекти, ама заради самово место, како стратешко место за одбрана, да речеме, на Малесија и на Македонија, стоеше и апарат прешкартан, дека немој да се снимат и да влезет странци. Лоцирано на сончевите падини од Малесискиот крај или на присвојната страна, името на селото е кумувано од прводојдените семејства, како присоани, присојани, односно присовјани. Своевремено имотот му припаѓал на Метали Бек, кај него работеле две момчиња рисјани, кога со својата честност заработиле понуда за купување на дел од имотот и прилика да се домат и да оформат семејства. За купување на имотот им биле потребни 35 кеси пари. Немале доволно и заминале во Охрид со намера да поземат уште некоја кесе. На враќање од Охрид преку мостот на Сатеска во Волино ги пресретнал злогласниот Арамија Сулейман, на кого турците му ја уцениле главата на 15 кесина. Момчењата успеале да се одбранат од Арамијата, да му ја земат главата и во зобница да ја однесат во Охридскиот учумат, каде добиваат уште 15 кеси, доволно пари за да го исплатат имотот на Метали Бек. Овој настан го запишал српскиот патеписец Бранислав Русич, кој го посетил селото во првата половина од минатиот век. Ги открива имината на младите домаќини, Никола и Митре, и ги бележи членовите од нивните семејства. Никола има 5 синови, а Митре 2. Токму од нив настанале големите фамилии Гркичевци и Шуминовци, кои всушност важат како основачи на селото. Со растот на бројот на жители, а со тоа и уситнување на имотот, присовјанци чувствуваат потреба за нови површини земја. Се тврди дека купиле добар дел на земја околу гркополските извори во Дебрца, па дури и дека се зачекници на селото Гркополе. Сето тоа укажува на бурен историски развој на присовјани, особено ако се земе предвид времето од Линденското востание, низ кое присовјани ги имало чувените војводи Тасе Христов Петковски, Дојчин и Цветан. Знамените покриви на куќите го правело селото толку ранливо, што во тој период изгорало до тема. Слична судбина му се заканувала и во времето од народно-славителната војна. Но благодарение на комуникативноста на жителите и познавањето на повеќе јазици, како луѓе вратени од светот, присовјани го преживува воениот регион. Тие и денес зборуваат за спас на селото, кога благодарение на познавањето на германскиот јазик, успеале на германците и балистите да им докажат дека црвените барјаци не се комунистички, туку црковни и дека е во тек древниот православен обичај носење крсти. Злогласната наоружена војска застанала мирно и со почит го пропуштила конвојот од носители на крсти и икони. Негувањето на овој духовен обичај представува проблем за присовјанци и по ослободувањето. За да го избегнат распитот во милициската станица поради учество во крстите, тие седнувале во коли, моторни или воловски, и незабележително ги посетувале храмовите на српствениот татар. Се во ова зборува за негување на традицијата, носејќи се со наума дека не постои сила или цена за прекинување на духовниот ритуал. Известно е дека енергијата од ваков облик го донесе творецот на овој запис, току на денот кога присовјанци изнесуваат крсти, на денот на Светијата Насија, на 15 мај. За време Линденското востание присовјани е изгорено, како и повеќето села во Малесија, Избажди, и Аражаново, и Локов, не знам за селци за Буринец, тие се 6 села во Малесија. Присовјани е изгорено, а главниот војвода за Малесија за време во Линденското востание бил од присовјани,
Тасе Христов го пише, та инаку тој Тасе Петковски е. Христо се викал татко му, затоа Тасе Христов го викат. И имало и Дојчин и Цветан, така мислам дека е. Тие тројца се главни војводи за Малесија, за време на Илинденското восстание. За време за Народно-ослободителната војна од 41 година, втора, трета, таму овде дошло малку подоцна, кои излегле од сиве села, кои се формирале тие одборите партизански, селски одбори. Имало и од присовјани. И една случка ќе ви кажам према баш за денешниот ден, кој што се случил на денешниот ден, на Танасов ден, после пропаѓањето на Италија. После капитулацијата дошле германци со балисти, со други, и овде на урвишта, сега кај што застанавме, кај што влегвеме за село, ги застанале германците, крстите оделе низ поле, како и денеска што оде. Само денеска ова име малку помодерно, со коли, тогаш оделе пешки. И оделе по цел синор до Фурка, местово горе, и нагоре до Гола Краста, и назад преку Распаќе, низ Металица, и се враќале на Богоројца, кај црквава. Тогаш ги застанале германциве и им рекле, овие балистиве им рекле, овие со црвени бајраци и излагет, овие се комунисти. Ама селово наше е печалварско, и претежно печалварите се во Аустрија, во Германија, во Чешка, во Маđарска, дури во Банат во тоа време, и немало куќа, барем кај што еден не зборуваат германски. И тогаш излегол еден од предводниците на поворката и им рекол дека да не вемаме товие, ние сме, а на германски им зборувал, ние сме, еве, денеска е денот, славиме празник и носиме крсти, овие се бајраци, овие не се со петокраки. И застанале мирно и ги пуштиле луѓето да поминат. Ajde, ne poručam. Da se Молеа за ситна роса, ама заврна силен дожд. Без оглед на невремето, светата вода и светиот леп мораа да поминат низ молитвите на свештеното лице. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Премудрост просвам да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. Мораа и носителите на крсти да ја направат за обиколката околу храмот, да одржат помен за мртвите, Владико, прости ги нашите беззаконија, свети посети не цари ги нашите немошти. да разделат нешто за душа, да запалат свеќи. Како заклон послужи просторот од црквата Свети Никола, ама и ново изградениот ајат, односно црковната трпезарија, која црковниот одбор ја возобнови после целосното изгорување на старата. Спречени во намерата за продолжување на крстите поради невремето, истите беа за кратко време разврзани. Задршката во ајатот даваше впечаток на проредување на верниците. Тие се упатуваа према сопствените домови, за широм да ја отворат влезната порта, та нели е празник. Се чекаат гости. Еден топол дом беше отворен и за нас. Створивме услови за разговор со домаќинот Наумче Мојсовски, но и да присуствуваме на празничниот ручек. За време на комунистичкиот режим било забрането надвор од кругот да се носат крсти. Дури имети плаќано казни, се и тепани од полицијата, од милицијата тогашна, од Луково станицата, стално имало по некој што ќе кажит, што ќе пријавит. И така да сега се носат крстиве, тогаш како што се носеле,
се носеле само околу црков и го забранаа тоа. Негде 80 и некоја година, пред распадот на Југославија, почнавме да излегвиме надвор. Не можевме да излегвиме надвор од полицијата, ама излегвавме со коли. И зато така ни остана и до ден денеска ни се најде полесно да излегваме со колите. Излеговме тогаш неколку коли, отидовме до Нафурка, до Синород со Мислоежда и се вративме назад. Не имавме проблем, веќе беше малку разлабаен тој притисок. И од тогаш почнавме редовно да носиме. Сега кога ќе излезет крстиве, тоа беше од историјатот. Сега, кога ќе излезет крстиве од овде, немавте можност денеска да снимате, зашто беше невреме големо. Се случувале многу работи вака и порано, зашто ние велиме Господи помилој да зароси Цитнароса, ама тоа заросвело после ручекта. Ама денеска од Сабајле беше такво. И затоа немавте можност да снимате. Крстиве кои ќе излезет од овде, одет по сиве манастирчиња. Прво застанвет од црквава од Свети Никола од овде, застанвет Свети Никола кај што било старото село при Совјани, куќишта од таа страна, застанвет тука, оставет момичињата носет венци, а ергените носет бајраците. Вртет 3 круга околу секоја црквиче, после одет Свети Атанасија, тоа е на крајот на излезот према Фурка, према Синоров наш. Од тука се враќат назад, одет Свети Петар и Павле, имаме манастирче, црквиче, друго селишта, Навладич го викаме местото, и се враќат на Богоројца. На Богоројца, кај што ни е новава црква, сега кај што ја правиме, други години имало музики, имало веселби, до доцна после ручекта. И после тоа се враќат крстите назад, се одврзвет крстиве и пак вртет 3 круга околу црквава пред да се одврзвет, вртет 3 круга, се одврзвет и се ставет, бајраците се ваѓат од крстите и завршат со тоа церемонијата и почнуваат славењето по куќи. На гости, кај пријатели, кај роднини, кај нас на овој ден идеа од Глобочица, од Брчево, од Црвена вода, од Збажди, од Ржанов, од сиве села околни. Со своите 60 семејства до 80-тите години од минатиот век, Присовјани најдолго одолеваше на забор на времето, во споредба со другите малесиски села. Постојани жители денес кои да нема. Единствено, благодарение на трудољубивиот црковен одбор кој доаѓа секогаш кога ќе затреба, црковните објекти се задивувачки одржани. Најнапред црквата Свети Никола, која е градена 1852 година, со живопис од раката на зоографот Аврам Бичовски од Тресонча. Безмалку сите духовни композиции се зачувани и одржани, што кажува уште еднаш дека присовјанци поседуваат огромна духовна енергија и култура за чување на светоста. Ние слушнавме и за големата камена плоча која е вградена во токот на влезната врата од западниот дел на црквата. Токму таа плоча на собственото рамо ја носела девојка од речните далечни клисури. Името на девојката верник не е забележано. По возобновувањето на кампенеријата и изгорениот ајат, присовјанци се даваат во нова духовна градежна авантура, формирајќи го храмот посветен на Светата Мајка. Се наоѓа во прекрасен дел на селото обкружен со зелена свежина и равнат терен. Таа е подготвена за осветување, а членовите на црковниот одбор веруваат дека Света Богородица ќе биде посетувана и поради наплив на викендаши и кампери.
Сега се наоѓаме во црквата Света Богородица во село Присављани, кое што се наоѓа над селото на патот за Збажди во десна страна. Почната е градена на стари темели на црква која што постоела од некогаш и според некои истражувања на Бранислав Русич, податоци што ги имам добиено, таа е посветена на црквата, на раѓањето на Пресвета Богородица и славата храмот го носи Мала Богородица на 21 септември. Почнавме со градење негде од 98 со прибирање на проект, па така да дојдовме до 2000 година се осветија темелите од страна на дедото владика Тимотеј и свештениците од Струмската епархија. Постепено почнавме со градење, како што прибиравме средства, така и градевме. Сега, денеска беше свештеник и рече дека црквата е спремна за осветвање со мали, измени и додатоци кои што треба да се направат. Ние сме спремни за тие работи за брзо време да ги завршиме и се надеваме дека до некаде лето, јуни или јули, како ќе имат да речеме термин, владиката како ќе имат термин, дека ќе осветлиме. Тие со таквите потези се единствените продолжувачи на животот во Присављани. Сето другото ќе го прераскажуваат дека до неодамна работела воденица на големата река, дека селото поседувало неколку казани за варење ракија, ама ќе зборуваат и за надежите. Викаат, во подготовка е проект за изградба на мала електрична хидроцентрала на голема река. Градежните движења ќе бидат доволни за да се обнови приодниот пат до селото, да се отвори кооперација во која ќе можат да се обезбедат животни намирници и ред други предности, кои ќе го доближат селото до цивилизацијските вредности. Немаше пат, немаше лекарски работи и затоа народот се исели, а ја немам пребол во животов и иште ме мачит. Може со зумирање дојдена, сака да се врати целото и да се прават детите исти како што се правиме, и визити, и свадби, и теа не може да го прежалеат, да се има превоз, ја стално ќе одав сел. Што велет, кај што му паднала глата, тамо се враќа човек. Јас поготово, има доста во селово што се враќат барем за викенд. И селово е преку лето малку поживо, имат печуркари, имат некој си садит бавче, некој едно, некој друго, се занимаваат со нешто. Преку зима пак имат по некој ловџија, што иде теренов, не е убав за лов. И не е скроз целосно испустено. Така да еве ние од 2000 година почнавме црква нова, горе на село, Света Богородица се вика црквава. Годинава се надеваме со помош Божја дека и ќе ја освети. Ја таму су родена и таму живеа, има морано со рало, има сено, има косено, носено со коњи, вежана, и теа ми е мене во крвта. Ја, кога се мажив за домачинов, ме опита ке сакаш да живееш, со мене да идеш Струмица или Присављани. Јаков Присављани. Тој замина и во странство, и Австрија беше, и Германија, ја Присављани. Кога почна и децата немаше школу, јас си дојдов ваму. Вака, прво, патов е никаков не само за Присављани, патот треба, например, до Збажди е асфалт, до пред Збажди, ама за Малесија. Прво е и основно патот. Водовод имаме, струја имаме,
И мало сакат поработвање далеку ни се, онако, ако почне да се враќат, немаме ние продавница близко овде. И ако дојдеш овде да живееш 2 недели, треба да носиш храна за 2 недели. Најблиската продавница е на 6 километри во Мисладежда. Нас не исели државата. Школата е укинаа, школата е укинаа, а со самото укинување на школата и ги затворија селата. Идеја деца и прво ние одевме с Бажди, после с Бажди се намали, идеја с башките деца овде. И присовјани се затвори и заврши Малесија. Малесија е мртва, дури не се превземат нешто за да се враќат луѓето. А за да се враќат треба да имат гарантирани работи. Село испустено, тревја сегде, ни стока, ни муабе да направи со некого. И теја са да ме мачит и не може да се смира, иште ми е мака и дури ми се плачит. Така го ставивме, толку сме мачени, толку старите купеле, работале и сега да се историт. Жално. Без оглед на судбинските воздигнувања и падови, присовјани живее и денес. Живее на начин својствен за нив. Каде и да се раштркани по светот, тие ќе обнадат внимание народниот прак на светите места и на ангелите во кои веруваат дека ги носат низ животот, на незаборавот за росните ливади, моми, невести и момчиња по широките чардаци, песни кои граделе љубов, најчесто вистинска, детски джагор низ присовјанските полина. Ако се во присовјани, тие го чувствуваат без оглед на пустошот кој им го гарнира така наречената современа цивилизација. Тие знаат дека пркосот према суровиот свет може да им донесе само мир и спокој, и тоа е исклучиво само во родниот крај. Тука почива вечноста на ова село. Тука почиваат вредности кои, ако се селат на популенијата, ќе значат наследство. Може би и непробол, ама присовјани се силни. Тие тоа го покажуваат и надвор од родното огниште со трудолюбивост, општествена активност, честност. Низ овој запис, како вредност, токму тоа ќе го изразиме, да бидеме со нив додека не заврши големиот ден, денот на колективната почит на светијата Насија. Да ни се здрави и живи. Se narečе во царството небесно. Слава ти, Господи, слава ти. Помилуй ме, Боже, поради големата Твоја милост и заради големата Твоја добрина, избриши ги беззаконијата мои. Најнапред изми ме од моето беззаконие и очисти ме од мојот грех, зашто беззаконието моје го знам и мојот грех е секој пред мене. Пред Тебе единствениот грешив и пред Тебе зло извршив, за да бидеш справедлив кој ќе пресудуваш и да победиш кој ќе судиш. Ете, во беззаконие сум страшна ти во грех ме роди мајката моја, но ти ја засека вистината на цело срцето и внатре во мене ми објави непознатата тајната премудрост Твоја. Поноси ме со Исус и ќе бидам чист, изми ме и ќе бидам побел од снег. За одржувањето на храмов и на сиве цркви не е заслуга само на овој одбор. Тоа е направено и порано. Сите претходни одбори имаат свој доприноси во работењето на цркви, на сиве цркви. Што се овде, еве, ви реков јас, имат луѓе што велат Малесија, викат присовјани за Малесија е Ерусалим. Од кој ќе почнеш од Фурка, треба само да се крстиш, зашто сегде има црквичиња барем означени. Така да црквата се препокри на времето, на време уште можда пред 30 години или поќе од Збажди мајстори работеа, е препокривеа, тогаш беше одговорен на црквата дедо ми. Боге ја препокрија Збаждани, па на алтарот е со плех. Донесоа лимари од Охрид да ја затворат тие
со калај го затворија, немат прокиснување, немат ништо, е сега малку го нагризвет влагата, ама против тоа моментално не знам како да се бориме. Секогаш и во вечни векови. Амин. Свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Премудрост просвам да го изслушаме светото Евангелие мир. Посвети оваа вода со силата действото и стъпувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, за да слезе над оваа вода, очистеното действие на Првечна Троица, да се помолиме на Господа, за да биде оваа вода лек за душите и телата и за зборување за непријателски сили, да се помолиме на Господа. Боже, заштити ни, спаси, помилуј, запази ни со Твојата благодат, кондувајќи ја през светата, пречиста, преблагословена, славна Далечица наша Богородица, Господ, сега и секогаш во вечни векови. Амин. И го принесуваме ова, Господи Боже, почест и слава. Селово наше е едно од најпечалбарските села во Малезија. Во Малезија имало, од присовјани, имало печалбари во Аустрија, во Унгарија, во Влашко, добро, Влашко биле, да речеме, градежници. Пардон. Имало печалбари во дури Германија до Лајпциг. Ова е предено, ткано, вапцено, фустани носиме волнени. А ова ноште е стара, мама же 90 години живеа и 20 ке умрена и замислите колку ова со ова била невеста. А таа се викат голема кошуља. Големата кошуља ова мама. Види какви везови, ракајве. И ова кој била мама свршена, и ова имаме 100 години ова шамлија, кој била свршена е донесле. Е за невеста на мама и ја и има дочувано. Ова е ѓерданот, ова е клашеник, ова скутина, овие пафти, се мари заврти се, овие се ракај, шо мама за невеста, со ова била невеста. И невестите носе вакви, пацлиња и викае. Коланот. Ова е колан, Марија голем го завративме. Мама кој била свршена го донесла тетка со графен од Маđarска. Ова и колан и го чуваше. Се Марија поливе дивите. Овие те кошулјата голема што била невеста, овие викае големи поли. Ова платно е ткано и предено. Го име замисли. Колку е слабо и како го име ткано и предено. Удри крајно удри, на крај да излезиме. Тамо ќе најдеме круша шербетлија. Под крушата седет момче и девојче. И се обкладвет кои ќе се нажниет. Момчето нажнало 202 снопа. Девојката нажнала 303 снопие.